Почитувам председател на Собранието, почитувам колега. Во овие 3 минути ќе пробам да одговорам на некои ваши дилеми. Прво, не сте ми јасен, велите дека со овој закон не се добива ништо и дека е погрешно на некој начин. Меѓутоа, еве ќе прочитам во основната дефиниција на законот, а тоа е дека основна цел на овој предлог на закон е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор кои што имаат најниски примања преку воспоставување на ист износ на законска минимална плата, скали согласување и така натаму. А велите дека не е добар законот, а пред овој закон се подигна максималниот, односно износот на минималната плата за кој што и вие гласавте. Значи, со ова се поставува база и ако овој закон не го донесеме, овие наведени број на вработени кои што се преку 80.000 пак ќе земаат 15.500, а законска обврска заедно донесовме дека минимална плата треба да биде 18.000, кој што е многу повисоко од претходните години кои што биле 9.000 денари. Тука не сте ми јасен. И сега продолжувате, не сме ги почитувале колективните договори. Сега ќе ви кажам дека ги почитуваме и тоа зошто? 2011 година, ако не се лажеме, подпишан договорот помеѓу образованието и владата, тогашна, и од тогаш до 2016 покачена е платата на професорите за 4%. Од 2016 до сега покачена на 3 нивоа, 5%, па пак 5% и 10%. И велам, тој треба да продолжи покачувањето на платите на професорите уште повеќе. Ама дека сакаме и го сме покажале, зборувам и како влада и како парламентарно мнозинство, од мое име како парламентарно мнозинство, ги почитуваме колективните договори, како што тука го донесовме и поранешната министерска за култура, бидејќи колективен договор во култура немаше. Се потпиша колективен договор, се донесе законско решение каде што се урамнотежија бодовите на задоволство на сите вработени во културата. Еден податок кој што сакам да ви кажам дека ги почитуваме колективните договори. Во однос зборувате немало и странски инвестиции. Па видете во минатата година, 2021 година, имаше странски инвестиции над 500 милиони евра. Тоа е податок. Тоа е точен податок. Вие го кажувате 205, не го земајќи предвид од последниот квартал од минатата година. Стар податок имат. Ви кажувам дека 500, тоа се странски инвестиции, тоа се непостоечки, кога знаете дека извозот назад години од кога се формирани тризовите, сега е највисок. Јас никогаш не сум ги критикувал тризовите, меѓутоа да кажат дека не почитувам и дека нема странски инвестиции, дали тие треба да бидат повеќе? Да, како што не биле нешто сјајни минатите години, ама дека имало 500 милиони евра странски инвестиции, има. И во однос на платите, постои законот уште каде што се субвенционира зголемувањето во приватниот сектор и тоа државата годишно го кошта 48 милиони евра. Тоа е податок кој што треба да го знаете и треба честно и отворено да го кажете дека тоа уште функционира. 130.000 вработени земаат поголема плата со тие 100 евра што се државата што дава пари. Игор Здравковски, контрреплика.